Добар ден, почитувани гледачи, поздрав од Штип, каде што ќе го проследиме дербито на третото коло од втората фаза 1 во машкиот одбојкарски шампионат на Македонија. Надпреварот на ланскиот вице-првак и освојувач на купот Штип УГД и составот на работнички 71 и 22, кој што во минатата надпреварувачка сезона дојде до полуфиналето во двете надпреварувања, каде што беше запрен токму од денешниот ривал. Ова е пресметка на екипата на Штип УГД, која што се наоѓа на второто место на табелата со биланс 13 победи и 1 пораз до сега. Прва е Струмица со 14-1 ефекти. Штипјани дури и со победа на овој надпревар не може да дојдат на првото место, затоа што ќе имаат помал број бодови во однос на струмичани, на актуелните шампиони, без оглед што Штип УГД оствари голема победа, и тоа колку голема на претходниот надпревар во салата Парк во Струмица со најголемиот ривал за освојување на пехарите во ова надпреварувачка сезона. Од друга страна, работнички е со биланс 8 победи и 6 порази до сега и се наоѓа во оној круг екипи што конкурираат за место во разигрувањето. Со евентуална победа денеска ќе се изедначи со Универзитет во Тетово и со Шкендија според билансот и ќе може да ги мине доколку победи, без оглед дали е тоа со 3-0, 3-1 или со 3-2. Ова е составот на Штип УГД, на тренерот Кристијан Ристевски. Тоа е вообичаениот состав во кој што Махти Задмарт како примач ќе има главната улога, иранскиот интернационалец, заедно со техничарот Давид Стојанов, со Георги Багаев, одбојкарот од Белорусија, исто така на примачка дијагонала со бразилецот Гомес, кој што е среден блокер заедно со Михајло Мејрашчиев. Костадин Ричлиев е либеро, додека пак Стојче Арсов и Стефан Алексов имаат подеднаква минутажа во надпреварите на коректорска позиција. За екипата на работнички 71 и 22, тука се Ангеловски, Јовановски, Новевски, Макаровски, Тодоровски, Горадзе, Андревски, Поланос, Вера, Бошков, Лазарашвили, Спасовски, Поповски, Диневски и Георгиевски. Ова е состав на Александар Тасевски, на легендата на македонската одбојка. Ова е Горан Јаневич во кадарот. Претходно беше докторот на Штип УГД, а не Кристијан Ристевски. Ова е надпревар во кој што едните и другите ќе се обидат, велам, да одиграат за толку значајна победа, иако ќе има време за работнички да го коригира својот ефект и да се обиди да успее да дојде до 4 најдобри во шампионатот. За Штип УГД нема никакви дилеми. Суди на надпреварот се Филип Ричлиев и Александар Ричлиев од Струмица. Во салата нема многу публика, меѓутоа се разбира дека главно поддршката ќе доаѓа за домаќинот на оваа средба, кој што ќе се обиде да го изедначи билансот во меѓусебните пресметки на 5-5. Ова е 10-ти меѓусебен дуел на овие два состава. Работнички 71 и 22 во овој формат е формиран пред 2 сезони и беше подобар лани, 4-3 во 7 надпревари во сите конкуренции со Штип УГД. Оваа сезона штипјани славеа во единствениот надпревар, и тоа на гостински терен со 3-0, додека пак во сезоната 2022-2023 работнички беше подобар на гостински терен, така што во оваа сала, во Штип, резултатот е 2-2 на 4 пресметки, додека пак во Скопје на 5 меѓусебни надпревари подобар е тимот на работнички со 3 успеси и со 2 пораза. Но тоа се историски параметри, секако не се премногу значајни за она што следува на денешниот надпревар. Штип УГД е во подобра форма и едноставно блика од самодоверба со оглед на победата против струмичани минатиот викенд. Исто така со пренос на македонската телевизија беше тој надпревар, па штипјани се во низа од 9 победи во првенството, 5 триумфи на домашен терен. Од друга страна пак работнички
со Шкендија минатото коло се врати на победнички патеки, откако два пати загуби поред од Струмица на крајот на есенскиот и на почетокот на пролетниот дел. Ова е Александар Тасевски, легендата на македонската одбојка и предводникот на работнички во оваа сезона. Неговиот состав на туѓ терен има само еден триумф на последните 4 меча. Победи против екипата на Јанта Воле, тој е братскиот клуб во собственост на Горан Јановиќ, кој што има и клубови во женската одбојка, додека пак велам поразите беа два пати од Струмица и од Универзитет во Тетово. Тоа се оние 3 порази на последните 4 средби. Одбојкарите се на терен и го очекуваме првиот сервис на овој надпревар. Работнички има исто така интернационалци во својот состав. Тоа се техничарот Горадзе, примачот Лазара Швили, Болано Звера кој што игра како коректор, Новески е среден блокер, примач Ангел Бошков кој што беше и дел од македонската репрезентација на последните акции во минатите сезони, и либеро е Ангеловски. Во кадарот со број 7, тоа е Горадзе, техничарот на екипата на работнички. Еве шанса за контра, Болано Савера, меѓутоа во блокот на Михајло Мирачиев. Убав почеток за младиот играч на Штип Угада, 21 годишниот Михајло Мирачиев, затоа што го фаќа во блок најопасниот напаѓач на противничкиот состав. Магди Задмарт е првиот што сервира кај Штип Угада. Штипјан имаат добар сервис и тоа Задмарт веднаш го покажува. Предностот 2-0 на добар начин со два атрактивни поена на екипата на Кристијан Ристевски. Уште еднаш Магди Задмарт имаше 25 поени во надпреварот со Струмица во дербито минатиот викенд. Сега во мрежа, меѓутоа тоа интенцијата се разбира да се нападне со сервиси, на тој начин да се доаѓа до лесно освојување поени. Не е најкоректен приемот, но Стоенов ја извлече таа топка и потоа завршница на Багаев, на белорускиот интернационалец. Над Болано Савера успеа да го освои овој поен. На сервис Мирашиев. Ангеловски прими лошо и тоа е лесен поен за Гомес. Еве веќе четворица играчи на Штип Угада освојуваат лесни поени на почетокот на овој надпревар. Останува на сервис Михајло Мирашиев. И повторно лош прием сега на Лазара Швили. Меѓутоа, со доза среќа, Давид Лазара Швили го освојува првиот поен. Тој е едниот од двајцата грузици покрај техничарот Горадзе или Гордадзе поточно. Напад на Стефан Алексов, тој почнува како коректор на Штип Угада. За сега подобра, потечна игра на домаќинот на овој надпревар, па еве оди на сервис Алексов. Еден од поискусните, 28 годишен, и тој беше дел од македонската репрезентација. Одличен сервис. Ас на Алексов. Втор поен. Разликата се зголемува. 6-2. Еден блок. 2 аса. И плюс 4 за Штип Угада. Сега Ангеловски прими, па уште еднаш блок на Штип Угада преку
Гомес. Запрем беше Гордадзе, време е за тајм-аут за Александар Тасевски, затоа што неговата екипа лошо влезе во овој надпревар. На сервис губиме многу поени и лошо примаме. Оно што ќе го примаме, лошо примаме. Дај поголема концентрација на прием на сервис, за да може да му овозможиме на техничар да игра. Вака го оставаме надвор, играме високи топки, со нормално дека не може друго да дигне. Ајде, концентрација на прием на сервис, тоа е основата, а после напад. Не може бомбите ги држат. Да, концентрација на приемот е основна работа во одбојката, особено ако немате моќен коректор до степен да може да излече се. И за сега Штипјани лесно доаѓа до оваа комотна, убава предност од 7-2 пред сервисот на Алексов. Сега непрецизно во аут. Ова е втора сервис грешка, само еден освоен поен на Работнички досега. Од овие три, другите се сервис грешки на Штипјани, меѓутоа добра е таа интенција да се нападне на сервис, тоа е половина завршена работа, дури и да има вакви грешки. Болано Звера, кубанецот. Поранешниот одбојкар на Борец на сервис, па ни средина моќно Стојанов со Гомес, откако претходно Костадин Ричлиев ја нацрта со прием оваа топка за својот техничар. Трет поен за Гомес, ке сервира белорусинот Багаев. Уште еднаш силно и проблематично за прием, пошто овој поен е за екипата на Штип Угада. Уште еднаш премин таму на мрежа од Гордадзе. А секако мислам дека ќе беше овој поен за Гомес и повторно на идентичен начин. Сега четврти поен за Гомес. 10-3. Не работи приемот на Работнички. Ако га е така, нема игра, нема одбојка воопшто. Багаев. А сега по паралела, одлична одбрана на Штипјани, повторно контра Задмарт. Поен број 2. Тајм-аутот на Тасевски беше на 7-2, сега е 11-3, значи по тајм-аутот серија на ривалото 4-1. Не се решава овде да баре уште еден тајм-аут, иако сетот оди во неврат, без оглед на ова грешка на Багаев, меѓутоа на секоја, речиси на секоја ротација, Штипјани прават еден или два брейка, освојуваат поен на свој сервис, што е сосема доволно па незначени со овие три сервис грешки. Багаев, Стојанов. Не успеа да мине Задмарт, па сега Ангел Бошков. Ова е топка во аут. 12-4. Е сервира Гомес. И тој напаѓа со помош на мрежата, проблематично, но ова е натрев полене. Ричлие вели дека по блокот на Миравчиев топката завршила во аут. И ова е втор поен од напад за екипата на Работнички, го освои Миодраг Новески, еден претходно имаше примачот Лазарашвили. Еве сега несигурен прием на Штип Угада, па Стефан Алексов, ова е аут. Прва грешка од игра за Штипјани, како резултат на нескоротениот сервис од спротивната страна од теренот. На сервис Миодраг Новески, центарот на Работнички. И одлично Задмарт.
Вработен од Стојанов, атрактивно, убаво. Неодбранливо за противникот, трет поен за Задмарт. Јазаков оваа топка, сега Стојанов. Техничарот на Штип Угада, па по него ќе сервира Задмарт, така што нови двајца што може да нападнат на сервис, со тоа што Давид Стојанов сега се изротира сам. Ке подсетам, беше 12-3, сега малку прогледа одбојкарите на Работнички, но потребно е да се одбранат. Одлично зад глава Стојанов за Задмарт. Убаво, атрактивно. Се наоѓаат добро засега и гледате, нема никакви проблеми Задмарт да ја заврши оваа акција. Еве го сега во ротацијата, тој е на сервис, а потоа и Мирашчиев кој што правеше проблем во претходната ротација. Сега се обиде да го скрати сервисот Задмарт. Може би одеше и во аут оваа топка, но ја продолжи акцијата гостинските одбојкари, на крајот за поен на Ангел Бошков. Еве го уште еднаш по паралела. (14-8). Се стабилизира некако оваа разлика, 6-7 поени. Сега напад од втора линија, Пайп со Задмарт. За него поен број 5. Имаат и подобар прием Штипјан и подобри решенија за сега Давид Стојанов. Мирачиев, Ангеловски. Сега добар прием и успешна реализација на Полано Звера. Гордадзе се реши да го бара него и ова е првиот поен за кубанскиот коректор на Работнички. Сервира Јовановски. Центарот на Работнички, а сега фатен во блок Стефан Алексов од Лазарашвили. За него втор поен, а прв за екипата на Работничкиот блок или од ас, или од сервис. Багаев го гаѓа аголот на теренот. Ова топка оди во аут и време може би за тајм-аут за Кристијан Ристевски, затоа што противникот дојде на негатива од 4 поени. Реагира, се разбира, кормиларот на Штип Угада. Не, момци, они шо поени зема? Они имат 3 поени. Сето наши грешки, значи имаме доста сервис грешки и ови исто поени. Дај да скуваме топка по зади блок, да не мора да ги даваме топките сите вакво. Зади, takes most of the time you when he's in front, okay, like these balls. Ајде да не грешиме, момци, многу повеќе грешиме. На тебе овој, еден на еден, овојте многу тип на ваму, значи, слободно заврти, телото стигне по Логични забелешки на Кристијан Ристевски за грешките и за она акција 1 на 1 на Алексов предмалку со Лазарашвили. На сервис е Мартин Јовановски. Прими Задмарт. Идеален прием. Алексов уште еднаш 1 на 1 со Лазарашвили и добива блок коректорот на Штип Угада. Малку по малку, еве, Работнички се заканува, иако имаше негатива од 9. Сега е 3 разлика. Па Багаев успева ли овде да мине? Да. За 16-12 ја крати оваа серија Багаев по паралела со својот втор поен. Алексов, еве сега има можност да се извади за оние 2 блока од Лазарашвили. Но ова е топка во аут.
а добро го почна надпреварот со поен од напад и со ас. Ова беше уфрлен сервис, ја направи петтата грешка за својот тим преку сервис Алексов. Боланос Вера. Прими Костадин Ричлиев, па Багаев блокаут. Трет поен, сигурен и тој во нападот, како што е тоа Задмарт. Добро работи при мачката диагонала на Штипјан. Не само на овој надпревар, веројатно и во цела сезона. Бошков не успеа да прими, па сега сгреши таму Гомес со начинот на кој што ја завршуваше ова акција, обидувајќи се веднаш да поентира, но еве грешка на Лазарашвили. На идентичен начин како Гомес. 3 подарени поени за Работнички досега, а 7 вкупно за Штип Угада. Багаев, Немас. Одлично ја закова сега топката, еве го правиот ас за белорусинот Георги Багаев. Стапува насцена во вистинско време. Кога сетот оди во завршница, Александар Тасевски е принуден да бара тајмаут. Може да се прими овај сервис, само клекните, ако Веначека е исправени нозе и во тебе да доаѓа, лошо ќе ја примиш. Битно е да си во покрет, а клекна долу. За да можеш да ја амортизираш таа топка. Ова е многу незгоден сервис, има силина, а нема голема ротација. Дај. Така. Александар Тасевски, легендата на Вардар, а сега тренер на Работнички. Георги Багаев е донесен во Штип да помогне во реализација на амбицијата годинава Штипени да дојдат и до шампионската титула. Багаев го гаѓаше Бошков, повторно некоректен прием и оваа топка оди во аут. Се редат грешките кај Работнички. Имаше една фаза во средишницата од сетот кога скопскиот состав одигра на пристојно ниво. Но и покрај оваа сервис грешка, најверојатно сетот е веќе на страна на Штип Угада. Е сервира Давид Лазарашвили. Ова како центар шут во фудбал. Прва сервис грешка на Лазарашвили. И прва сервис грешка на екипата на Работнички на овој надпревар. Другите 4 беа од игра. Гомес. Имаше убави поени во овој прв сет. Не е дека немаше. Арно, ама кога ќе влезат едните и другите во лош ритам, влезено е. И тоа до Балчак. Стојанов. Еве можност за контра. Боланос Вера. И на крајот Задмарт во рацете на Ангел Бошков. Ова е втор поен за него и трет блок за екипата на Работнички. 5 разлика, се уште се во комбинација сите опции. Миодрак Новески на сервис. Прими Багаев и сега Задмарт. Од централната позиција на мрежата. 6-ти поен за Магди Задмарт. Уште еден убав, атрактивен. А сервис на Стојанов.
Претходно во мрежа, сега во аут. Давид Стојанов, негова втора сервис грешка. Се изнагрешија на сервис Штипјани, меѓутоа и преку сервисот направија резултат, тоа мора да се напомене. Стојанов, еве го Задмарт, уште една зад глава, напад од двојка на Махди Задмарт и ова не му се разбира туѓо. За него седми поен, оди на сервис со надеж, со желба дека ќе го заокружи првиот сет од надпреварот. Задмарт повторно прави проблеми за противничката одбрана. Не видов кој не успеа таму да одбрани од столот на судијата Ричлиев. Мислам дека тоа беше Бошков. Како и да е, ова е ас за 24-17. Втор ас за Задмарт. И веќе влегуваме во серијата од 7 сет топки. Првата е одбранета преку Лазарашвили. Не, преку Болано Звера. Ова е надвор сега. Уште една сервис грешка за Работнички, втора. 25-18 е резултатот по првиот сет за екипата на Штип Угада во надпреварот, што се толкува како дерби на ова трета рунда од втората фаза 1 во македонскиот одбојкарски шампионат, во која се 6 најдобри екипи што играа во есенскиот дел од табелата. Тоа се Струмица, Штип, потоа Борец, Шкендија, Универзитет во Тетово и Работнички. Претходно Борец, Струмица 1-3, Викендов и Шкендија, Универзитет во Тетово 2-3, значи две гостински победи. Ке повторам уште една, Штипјани и со победа не може да бидат први по оваа рунда, но ќе останат во трка, затоа што во март ќе ја пречекаат Струмица на свој терен. Ако ја совладаат, во тој случај ќе имаат шанса да бидат први во разигрувањето, да влезат од привилегирана позиција, а со победа на овој надпревар Работнички ќе се изедначи според бројот на триумфи со Шкендија и со Универзитет во Тетово и ќе има 29 или пак 28 бода, што е повеќе од 27 на Тетовци, на Универзитет и 26 на Шкендија. Значи Работнички би влегол меѓу четирите најдобри, во спротивно ќе остане на шестата позиција на табелата. И сега за првиот сет, збор 2. Јасно беше дека Штипјани има доминантен сервис, Работнички лош блок од самиот почеток, па тоа резултираше за 12-3 предност на Штипјани, што на крајот изнесуваше 7, 25-18 по првиот сет. Добриот сервис и подобриот прием, особено како елемент, овозможува Стојанов да игра сосема коректно со Задмарт, кој што има 8 поени, 6 од напад и 2 аса. Багаев има 4, 1 ас и 3 поени од напад. Гомес добро отвори со 3 поена од напад, од кои што 2 беа лесни, затоа што топката прелетуваше преку мрежа по лошиот прием на Работнички. 1 поен од блок има Мирашчиев и тоа над противничкиот коректор Алексов. 1 поен од напад и 1 ас. Додека пак на другата страна индивидуалниот ефект е посиромашен. Лазарашвили, примачот, грузиецот, 2 блока и 1 поен од напад, вкупно 3. 2 поена од акција за кубанецот, коректорот Болано Звера, 2 поена за Бошков, 1 блок и 1 од напад, 1 поен од акција за Новески, што се однесува до тимската статистика. 13 поени од напад за Штип Угада, 2 блока и 4 аса, што значи дека тоа се 19 директно освоени поени, 6 грешки на Работнички
2 од сервис и 4 од игра. Гостинскиот состав има само 5 поени од акции, 3 блока или 8 заработени поени, другите се по грешки на Штип Угода, вкупно 10, 8 од сервис и 2 грешки од игра. Ке видиме дали Работнички ќе се соземе и во продолжение од овој надпревар ќе може да направи нешто повеќе или ова ќе биде чист триумф на Штипјани од 3-0. Работнички, Александар Тасевски нема промена во составот. А колку што можем да забележам, нема промена и кај Штип Угода. Прв на сервис е Давид Стојанов, техничарот на домашниот состав. Пак проблеми на прием, пошто не можеше Гордадзе, грузискиот техничар, да се снајде и ова со 2 допира. Секогаш е добро на тој што сервира да му се брои јас, ама ајде, нека е грешка на Работнички. Ке има шанса да заработи чист ас Давид Стојанов. Еве го. Овде има еден допир и тоа на репрезентативното либеро Ангеловски, кое што не придонесува некако да се стабилизира приемот на Работнички, а тоа е лошо од многу аспекти, со оглед дека Македонија сака да игра преку квалификации на следното европско првенство, 4-то по ред. Да не го забравиме, првиот ас на овој надпревар и првиот поен за Давид Стојанов. Уште една бомба на Стојанов. Сега нешто покоректен прием. Продолжува играта и успева Задмарт. Негов 9-ти поен. 3-0. Почеток на сетот како што беше и претходно. Ако не се соземе Работнички на прием, ќе нема никаква шанса. Стојанов, трета сервис грешка, но ја заврши работата во оваа ротација. А на другата страна, Јорги Гордадзе. Техничарот што играше во Баку, во Батуми и во Вардар, прави сервис грешка. Ова е само трета на мечот за Работнички, а 9 има екипата на Штип Угода. На сервис Задмарт. Па потоа центарот на првата линија Мирашиев, што е проблематично трио за прием за Работнички, така беше во претходниот сет. Нема одбрана и од овој напад на Стефан Алексов. Негов трет поен. Меѓу двојниот блок на Гордадзе и на Болано Свера. Повторно Задмарт. Бошков тешко ќе може да организираат напад гостите со ваков прием. Сега Стојанов. Меѓутоа барем се одбрани овде Гордадзе. А сега Алексов во аут. Пропушти уште една шанса за контра. Штип Угода, па идентичен резултат како и во првиот сет, 5-2. Се обиде со скратена дијагонала Алексов, непрецизно. Сега Бошков на сервис. Стојанов ја турка оваа топка за белорусинот Багаев. Ова е блокаут, 5-ти поен за Багаев. 6-2. Се жали овде на повреда, гледате центарот на Работнички Мартин Јовановски.
се обиде да формира двоен блок со Боланос Вера, меѓутоа лошо доскокна и ова се дополнителни проблеми за Александар Тасевски, за Горан Јаневиќ, за екипата на Работнички, ако Мартин Јовановски не може да продолжи. Тука се Георгиевски, Тодоровски, Андревски, Спасовски, кој што е блокер на клупата, Диневски и Поповски, уште еден играч што настапува на позиција центар. Ќе го напушти теренот Јовановски, поздравен е со аплауз од публиката во салата во Штип. Се случува и тоа, типично од бојкарска повреда. И еве замената. Број 6 на теренот во игра е Андреј Тодоровски. Ако е точен записникот, би требало да е Андреј Тодоровски. Номинално е примач, ќе биде сега на првата линија, висок е како Ангеловски, ќе видиме дали тоа Штип Угада ќе може да го искористи, мислам дека ќе може. Боланос Вера, непрецизен, се обиде со паралела, промаши Боланос Вера, бара блок, греши. Седум-2. Еве го уште еднаш тој момент. А на другата страна на сервис Мирачиев. Гордадзе. Па ова е повторно во аут. Не се пронајдоа грузиците Гордадзе и Лазарашвили. Во целиот прв сет 4 грешки од игра на Работнички, сега 3. Пак е време за тајмаут на Александар Тасевски. 8-2 е резултатот во првиот сет. Првиот тајмаут го побара на 7-2. Се многу грешени, сами се победуваме, се остануваме без. Знаеш како, кога сакаш да зборуваш, а немаш моќ да зборуваш. Самите грешките ги правиме све. И они само ни користат она што ние не го работиме добро, они го користат изванредно. Во секоја ситуација спремни се ќе примат добро и префрлена топка и ќе нападнат со еден блок. Не можеме ништо да им направиме доколку на тој начин играме. Мора да се смени. Мора да се смени. Тоа е тоа, овде нема потреба од превод, нема потреба од толкување. Интересен дел од публиката во салата во Штип. Се повеќе исполнет. Гордадзе, Лазарашвили, сега погодува. За Лазарашвили ова е четврти поен и прв освоен поен по тајмаут на Тасевски, на овој надпревар за екипата на Работнички. Но ова е само шести поен од напад. А веќе се ближи средината на вториот сет. Сервираше Тодоровски, замената за повредениот Јовановски, а на другата страна четврти поен за Алексов. Лазарашвили, Бошков и Ангеловски се готва да го примат сервисот на Алексов. Тоа ќе биде напаѓачки сервис, оди во аут. За Алексов, петти поен, втора сервис грешка, а има 4 поени до сега. Ова е јубилејна 10-та сервис грешка на Штип Угада. Боланос Вера прими Багаев и на крајот уште еден поен за Штип Угада.
од Стефан Алексов. Еве го сега неговиот петти дијагонала што не можеше да ја скроти Бошков. Сервира Багаев. И тој знае да направи сериозни проблеми на приемот на екипата на Работнички. Ова е премина Стојанов. Така што поенот е за скопскиот состав. Добра одлука на Филип Ричлиев. Гледате и од оваа камера се гледа добро. Уште еднаш Лазарашвили. Сега го подскрати сервисот. Но еве блок од Новески. Не, од Бошков. За него втор блок, а трет поен. И резултатот е 10-6. Мини серија на екипата на Работнички. Но се до овој напад на Махди Задмарт. Тој е првиот двоцифрен играч на надпреварот. Го освојува 10-тиот поен. На сервис Гомес. Прими Ангеловски. Добро се бранат сега Штипјани. Уште еднаш Алексов. Стигна Бошков. И нова шанса за Штип Угада. Напад преку Багаев со помош на мрежа. За него шести поен, 12-6. Ја сервира Гомес во мрежа. И за него втора сервис грешка, како за Алексов. 12-7. Од почетокот, од 5-1 го контролира резултатот екипата на Штип Угада. Се враќа на теренот Јовановски на местото на Тодоровски. Значи повредата не е толку сериозна што може да продолжи да игра. И тоа е добра вест за Тасевски. Ова е непрецизна топка. 12-8. Не успеа Георги Багаев. Ке сервира Миодраг Новески. Минува некако оваа топка. Па еве го Задмарт, одлично кренато, високо, за да може да дојде до израз Магди Задмарт во скокот над блок за 11-ти поен. Еве го уште еднаш нападот за Задмарт. И на сервис Стојанов. 11 во овој сет за техничарот на Штип Угада и репрезентативецот на Македонија во минатогодишната Европска златна лига, во која што нашата репрезентација го оствари најдобриот пласман во таа конкуренција, 10-тото место. Торас за Стојанов. Тргнува уште еднаш и повторно проблематично сега за Лазарашвили. Тргнува контра, ја закова оваа топка Задмарт. Извади нафта, убаво по паралела на трети метар, но па и на втори дури. Но што може овде техничарот Боланос, освен да го проследи се во ова со поглед. Останува на сервис Стојанов. 15-8 е резултатот. 7 разлика, како што беше и на крајот на првиот сет. Стојанов влегува во одлична серија.
Негов трет ас. За 16-8. Не бара тајмаут. Тасовски го мести Болано Звера во линија да го скрати теренот. А ќе видиме дали ќе му успее тоа. Ако погоди Стојанов, тешко. Би реков. Трет ас поред за Давид Стојанов. Одлична негова ротација. 17-8. И овој сет е формален. Ако продолжи вака да прима работничкија, не гледам дека нешто значително ќе се промени. Ќе си одиме брзо дома. Серијата на Давид Стојанов продолжува. Аз број 4 во низа, а вкупно 5 на 18-8. Тасевски е принуден да бара тајмаут. И сега Александар Тасевски не дозволува микрофонот на македонската телевизија да го снима овој тајмаут. Не баре кој знае што ќе каже, што е одбојкарски, ќе ги научи сега неговите играчи што да прават, а да не заборави Одбојкарската федерација на Македонија, ова е втор пренос од оваа сезона, многу помалку во однос на минатите и нека внимаваат актерите на теренот, на трибините околу теренот, за тоа што прават со нашата одбојка, и многу лесно и едноставно може да се случи да нема и натаму преноси до крајот, а од Александар Тасевски, од една од двете најголеми легенди на македонскиот спорт, ние не очекуваме вакво однесување. Да е во Италија, би го изнеле надвор од сала, а играше во Италија Александар Тасевски. Се надевам го слушаат ова и битните луѓе што решаваат за одбојката во Македонија. Не баре требаше да биде нешто ново од нив, иако тие се стари. Ама, очигледно, Волкот го менува крзното, но навиките никако. Одбојка си одбојка. Бошков, четврти поен. Мирашиев не успеа да ја сврти до крај оваа топка. Па еве 18-10. Стојанов. Болано Звера ја префрала топката, па успеа да стигне Костадин Ричлиев. И уште еден поен сега за Штипјани и Стефан Алексов. Уште еднаш оваа негова завршница, шести поен за Алексов. Таман кога помислив дека Ацо Тасевски каже кој знае што на тајмаутот, па не овозможи да го слушнеме, ама еве му уште еден нас кај негов поле од Задмарт. 13 поен за Задмарт, а само 10 за Ацо Тасевски во овој сет. Уште еднаш Задмарт и повторно контра на Штип Угада. Еве го Бошков во блок. 21-10. Ова е трет блок на Штип Угада на овој надпревара, втор за Михајло Мирашиев. Е сервира Задмарт.
се спаси некако Работнички во прв момент, па и во продолжение ова е аут. Немаше допир на блокот. Грешка од игра за Штипјани. Да видиме. И мојот печаток беше дека нема допир од Болано Звера и дека ова е поен за Работнички. Непрецизно од Бошков. Ова е само четврта сервис грешка за екипата на Работнички на овој надпревар. На сервис Мирачиев. Успеа да мине сега Лазарашвили. 5 поени за грузиецот. Крај двојниот блок на Гомес и на Алексов. Јовановски. Најпозитивно за Работнички од овој надпревар е што успеа да остане на терен по повредата што ја почувствува во овој сет. Па еве сега успеа да освои неговиот тим брейк, поен кога тој сервира. Прием на Задмарт, и средина Гомес, Лазарашвили уште еднаш, ова оди во аут, непрецизно од Лазарашвили, време беше да дојде и овој сет до таква фаза во која што и едната и другата екипа ќе грешат многу. Алексов. Болано Звера. Ова не е напад, само префрлена топка. И на крајот Алексов од негова позиција. Седми поен за 24-13. Овој сет веројатно ќе биде уште поубедлив во однос на претходниот. Лазарашвили. Негов шести поен, тој е најефикасен во екипата на Работнички. Болано Звера. Во аут за 25-14 во вториот сет од овој надпревар. 2-0 предност за екипата на Штип Угада, 25-18 во првиот, 25-14 во вториот сет, кој што беше иста слика со одлична серија на Давид Стојанов. На почеток Штипјани направија 5-1, па потоа ја одржуваа таа разлика. Беше 12-7, 15-8 и Работнички едноставно не можеше да парира во ниту еден елемент. Ова беше сет на Давид Стојанов со извонредни сервиси, 5 поени, вкупно досега 5 аса, 4 аса во овој сет за Стојанов. Еве едниот на репрезентативното либеро Ангеловски. 13 поени досега за Задмарт, во овој сет 4 од напад и 1 ас. 7 вкупно за Алексов, кој што имаше 5 поени од акција во оваа фаза од мечот. 6 за Багаев со 2 завршени напада, 2 поена Мирачиев, 1 блок и во овој сет, како и во претходниот, Гомес остана на 4 поени од првиот сет од надпреварот. Кај Работнички 6 поени Лазарашвили, 3 од напад во овој сет и Бошков 1 поен од напад во овој сет и 1 ас. Вкупно 4 поени за
4 реализирани акции, само 4 реализирани акции на Работнички во овој сегмент од играта. На 2 поена остана Полано Звера од првиот сет, на 1 Новески. Тоа се четворицата играчи на Работнички што реализира на овој надпревар. Тимската статистика вели дека Штип Угада има 11 поени од напад, 1 блок и 6 аса, што значи 18 директно освоени поени, 7 грешки на противникот, 3 од сервис и 4 од игра. Кај Работнички 4 поени од напад и 1 блок, тоа е се што направи составот на Александар Тасевски. Има 5 поени директно освоени, 3 сервис грешки и 6 грешки од игра, вкупно 9 дадени поени на Штип Угада до овие 9 и 5, 14 вкупно за екипата на Работнички. Не треба да се одзема шанса во одбојката, дури на 2-0 да се направи нешто повеќе, макар што не личи во ниту еден сегмент дека нешто може да се случи. За да има пресврт, за да има порамноправна битка во третиот сет и евентуално да најави Работнички дека може да стори нешто повеќе. Напротив, ова изгледа на лесни 3-0 и на дупка во програмската шема на македонската телевизија, затоа што нашиот уредник планираше дека овој надпревар ќе трае 1 час и 45 минути. Меѓутоа, не се консултираше со никого, правијќи го временскиот план. Ајде да видиме, се е можно, ова е спорт и што би рекле, топката е тркалезна. Едните 6 мина, другите 6 мина, обемот на топката ист, теренот ист, мрежата исто висока за двете екипи, па може би нешто ќе се случи. Добре, еве, од режија ме информира дека Горан Јаневиќ, собственикот на Работнички, бара од нашиот микроман да не ги озвучува тајмаутите и ние со сестрце прифаќаме не само што нема да ги озвучуваме тајмаутите, туку нема и да ги снимаме веќе акциите на составот на Работнички. Новороденчето на македонската одбојкарска сцена ја игра третата сезона во овие рамки. Значи, ова е моја порака до режијата, апсолутно слободно да не се снимаат тајмаутите на Работнички, така нема што да слушнеме нешто спектакуларно. Еве, грешка од игра, 1-0. На сервис Магди Задмарк. Багаев ја крема оваа топка за Стојче Арсов, сега тој игра на коректорска позиција во Штип Угада на местото на Стефан Алексов. За Стојче Арсов ова е прв поен, убаво ја скрати топката, виде кој каде е поставен во противничко поле и го задржа на сервис Задмарк. А овој го користи тоа, враќа со ас за 14 поен. Е, сега надвор. За Задмар тоа е втора сервис грешка, а 12-та во редовите на Штип Угада. Полано Звера.
Багаев. Еве го Задмарт, оди оваа топка повторно кај Штипјан и можеби, не можеби, сигурно најинтересниот поен, но го заокружува Задмарт за 4-1. Два добри напада на Штип-Угада, се одбрани екипата на Работнички, но еве од втора линија уште еднаш Задмарт, прецизен за сервис на Михајло Мирашчиев. Прими Болано Звера, па нападни средина, убава топка за Јовановски. Атрактивен поен, мислам дека е прв. На ваков начин имаше и Новески еден, но прв па да реализираат прво темпо играчите на Работнички. И повторно ќе речем што е добро за Јовановски, кој сега одсервира ас. Отиде оваа топка на 9 метар, напред беше Багаев, излечен. Очекувајќи дека овој флот ќе оди многу поблиску до него. И да видиме прв ас за екипата на Работнички. Потоа следува сервис грешка, меѓутоа не е значајно сето тоа, затоа што Јовановски успеа да ја донесе екипата до 4-3 во тој момент. Сега е 5-3 плюс 2 за Штип-Угада пред сервисот на Стојче Арсов. Одлично. Повторно ас. Ова е втор поен за Арсов, но ќе подсетам игра само во овој сет. А веќе 12 јас за екипата на Штип-Угада. Ретко се случува во македонската одбојка да има екипа што може да направи толку аса на надпревар. Болано Звера. Поен број 3. Нешто специјално и од кубанецот денеска. Стојанов за Арсов. Имаше пасивен блок, па се одбрани Новески. И сега Стојанов за Багаев за 7-4. Седми поен за белорускиот интернационалец по паралела. Крај двојниот блок предпостави Новески дека оваа топка ќе оди во аут, меѓутоа погоди Багаев. Ова е надвор. Трета сервис грешка за Багаев. Тринаесет сервис грешки и веќе соопштив 12 аса за екипата на Штип-Угада, меѓутоа сервисот на Штипјани ја заврши работата. Но ова е горе-долу рамноправен сет и покрај водството 3-0 за Штип-Угада на почеток. Сега прочита Бошков, па Багаев. Еве шанса да се доближи Работнички. Стојанов. Успеа Задмарт да ја заврши ова акција, но промаши. Ова е надвор. И еве 7-6. Добре што овој сет од почеток тргна на ваков начин за да видиме барем малку одбојка во Штип вечерва. Педесет и 9 минути од како почна надпреварот. Стојанов, па Арсов, се врати оваа топка, уште еднаш Стојанов, сега за Задмарт и ова е повторно промашување. И да го забележиме овој момент, прво изравнување на надпреварот. 7-7 во третиот сет.
Еве што значи кога не се озвучени тајмаутите. Боланос Вера. Па Арсов само префрлува. Нова шанса за Работнички. Сега Бошков погодува. И ова е предност за Работнички прв пат на денешниот надпревар. И сега тајмаут за Кристијан Ристевски, да видиме дали овде ќе ни го избркаат микрофонот. Ова е резултат на нашите лесни поени, да знаете само. Значи мора да влеземе во надпреварот. Сменија нешто, пробуваат да играат, они играат во поголем грч од нас со новата промена. Ние треба малце полабаво само. Okay, now think about the receive. Think it's good serve. Now it won't be very powerful. Think about leave it in the game and change him. Setter is first line. You're in front? Yes. Okay. You can use, можеш да користиш што сакаш. Ајде, дечки, јако. Опа! Во сетови за Штип Угада, 8-7 во поени во третиот сет за Работнички. Добар сервис на кубанецот Боланос Вера, пошто Штипјани изравнуваат на 8-8. Не можеше овде Ангел Бошков да ја врати оваа топка в поле. Ке сервира Гомес. Оскрати сервисот, но приемот е сега добар. Па Лазарашвили, ова е во антена од грузиецот. И во невреме 9-8, но 2 поена поред по тајмаутот за Кристијан Ристевски. Уште еднаш Гомес. Ангеловски, повторно добар прием. И го користи тоа Бошков. Не успеа Стојанов и потоа Арсов евентуално да ја врати оваа топка. Го опишуваме петтиот поен за Ангел Бошков. 9-9. 4 поени од напад за Работнички во овој сет, 3 за Штипјани. Багаев во мрежа, да, ова е поен за Работнички и така требаше да биде. Сајла што се вели, без допир на блокот, таков беше мојот печаток и повторно промена на водството. 10-9. Пред сервисот на Лазарашвили. Стојанов за Задмарт и одлично прочитан. Се обиде да ја врати топката Задмарт. Во свое поле евентуално да пласира зад блокот на противникот, но 11-9. Во блок беше Бошков. За него е трет блока, 6-ти поен на надпреварот. Тој е најефикасен заедно со Лазарашвили. Багаев крева за Задмарт, повторно е блокот троен, Боланос Вера успеа да ја прифати топката и потоа кубанецот прави грешка. Сега Работнички игра многу подобро во однос на претходните два сета, но еве дава 2 поена и овој и претходно. 9-тиот и 10-тиот на Штип Угада се погрешки на скопскиот состав. Добар сервис уште еднаш на Штипјани. И ова е ас. 11-11.
Давид Стојанов, се сеќавате како го реши претходниот сет. Негов 6-ти поен. И во вистинско време доаѓа оваа ротација Стојанов, па Задмарте потоа. И Мирашиев сега во мрежа. Негова трета сервис грешка. 14-та во мечот за Штип УГД. Лазарашвили. Се враќа оваа топка по нападот на Задмарт. Его сега Арсов саме во блок. Еден играч само Арсов не успеа тоа да го реализира и потоа Работнички ја враќа предноста од 2 поена. 7 за Ангел Бошков. 13-11. Го повикува Кристијан Ристевски. Стефан Алексов повторно на клупата, веројатно наскоро ќе има замена. Стојанов. Крева за Арсов уште еднаш. Се брани Боланос Вера. Ке мора да се помачи Арсов за поен, но повторно во единечниот блок пасивен. Него користи тоа Работнички за +3. Задмарт, овде нема одбрана. За Задмарт тоа е 15-ти поен. Ова може да се поени што ќе го решат над преварот. Дали ќе заврши во 3 сета или ќе оди натаму во четврти. Задмарт, Ангеловски на прием. Сега Бошков, фатен од двојниот блок, оди завршница за Багаев. 8 поен. Убаво атрактивно кревање од Задмарт за Багаев. Вака се реализира кога е единечен блок од другата страна. Уште еднаш Задмарт. За Работнички е круцијално да го изротира од сервис, па Новески сега гледате игра како примач, напаѓа од четворка. И таа промена за која што изборуваше Ристевски на тајмаутот дава промена. Ова е успешен блок. Јовановски, поен број 3. Па потоа Бошков непрецизен за ново израмнување. Негова втора сервис грешка. 7 во надпреварот за екипата на Работнички. Мирашиев. Ангеловски на прием, па еве го Боланос Вера. Убава диагонала на кубанецот. Четврти поен за Боланос Вера. Еве сега на работ на ас. Екипата на Работнички се крена оваа топка за Стојче Арсов. Некогаш добро и среќата има влијание. Трет поен за Арсов. 15-15. А можеше многу лесно Работнички да има +2. Стојче Арсов. Боланос Вера. 2 поена поред за него. Вкупно 5. Од 8-7 од првото водство на овој надпревар за Работнички. Гостинскиот состав ја одржува предноста и го тестира водството на Штип УГД. Ова е надвор. За Миодраг Новески прва сервис грешка.
Багаев, добар сервис. Прими Бошков. Па Новески. Сега од другата страна гледате како коректор непрецизен. Уште една промена на водството. Пред сервисот на Багаев. Оваа топка оди на страната на Штип Угада. Шанса за контра. И Задмар прецизен. 16 поен за најефикасниот играч на надпреварот, плюс 2. Еве таа ротација со која што Штип Угада го врти резултатот во своја полза. Уште еднаш Багаев. Прими и Бошков. Полано Звера, значаен поен, успеа да го освои. И тоа на одличен сервис кој што успеа Бошков да го прими, одеше речиси до кровната конструкција топката, но на крајот Работнички намалува на 18-17. И сега ќе сервира да видиме дали може нешто подобро кубанскиот интернационалец. Со оглед дека резултатот е поинаков, па и притисокот веројатно кај Работнички е помало од претходно. Задмар, одлично од Давид Стојанов. Долга топка што му овозможи на Задмар. Еве гледате да има неформиран блок и тоа едноставно е неодбранливо. Лука Ристовски е во игра во редовите на Штип Угада за да го изведе овој сервис. Тој е вториот техничар на екипата на местото на Гомес, кој што направи 2 сервис грешки. Флот за Лука Ристовски, па спуштена топка, ништо од се ова од грузиците и на крајот плюс 3 за Штип Угада. Има 2 тајмаута Александар Тасевски, првиот ќе го користи сега. Нешто поинтересен сет број 3 од овој надпревар. Ќе видиме дали е доволно за да гледаме четврти. Непрецизен Лука Ристовски во овој обид. За 20-18. А ке сервира Лазарашвили. Сега Стојанов ја спушта оваа топка, но се одбрани Работнички. Сега ова треба да биде почист напад, оди преку Задмарт. Давид Стојанов и 18 поен за Махди Задмарт. 21-18 Работнички има мал маневарски простор за да направи пресврт во овој сет во кој што прв пат дојде до изравнување, имаше и разлика, па и 2 поена предност, но еве кон крајот плюс 3 за Штип Угада. Ова е од сервисот на Стојанов, ас практично. Еве така ги водевме кога има еден допир да е ас, 7 поен, 7 маса на Давид Стојанов на овој надпревар.
14 јас за Штипјани. Ова е сега надвор. Плюс 3 на 3 поени до крајот на мечот пред сервисот на Георги Гордадзе. А се врати на терен Стефан Алексов кај Штип Угада. И еве го сега во завршница од оваа акција, пасивен блок на Работнички, па Бошков блокаут. За него е 8 поен. 22-20, се уште не е готово. Сервира Гордадзе на Багаев. Па уште еднаш Алексов, се брани Работнички, еве го Бошков. О мрежа, не, од другата страна на мрежата, ова е поен за Бошков. 22-21, троен беше блокот, но ја протна оваа топка некако Ангел Бошков, негов 9-ти поен. И тој е најефикасен кај својата екипа. Кристијан Ристевски бара тайм-аут за него втор во овој сет број 3. Не ме почитувате мене кога ви кажувам, а знам што сакам да направам. Ќе завршиме работата како и да е. Паси ти. Значи Гоша, surf on you again. Зади is behind. Михайло, ти само влечи пенал, можеш и со него слободно да изиграш. Мада сме 1 на 1, луѓе мора да земе 1 на 1, 2 пати, 3 пати, не смееме да поминеме повеќе. Зади, they know 90% it will be on you. Play smart. If you see situation, kill it. 3-0 серија на екипата на Работнички од негатива 22-18, еве 22-21. За Штипјани е потребно да има добар прием и да биде изротиран Гордадзе од сервис линијата. Стојанов. Задмарт ја скрати оваа топка. Се подготвува играчите на Работнички за поинаков напад од Махти Задмарт, меѓутоа интелигентно гледате пред Ангеловски топката в поле. 23-21. И на сервис оди Задмарт. Има 4 јаса. Новески. Диагонала се одбрани Багаев. Сега и ќе треба да завршува и го прави тоа Багаев за 3 сет и меч топки. Ова е 9-ти поен за Ѓорги Багаев. 24-21, ќе го искористи правото на тайм-аут гостинскиот состав. Го промени системот по вториот сет. Работнички со Новески тргна како коректор со Боланос, Вера на примачка диагонала. И ето, му создаде мака на Штип Угада, но ќе видиме дали до крај. Махди Задмарт. Минува оваа топка, Бошков, па Новески враќа и овде само префрлуваат гостинските играчи и на крајот Багаев ја завршува работата со неговиот 10-ти поен за 25-21 и победа од 3-0 на Штип Угада против Работнички во надпреварот, што требаше да биде дерби на третото коло од втората фаза 1 во машкиот одбојкарски шампионат на Македонија. Во меѓусебните дуели израмнување 5-5 со овој триумф на Штипјани, а во нивната сала сега тие имаат предност во однос на Работнички од 3-2. Генерално одличен сервис на Штипјани
многу подобар прием од противникот и организација на напати кога го имате сето тоа во одбојката. Не е тешко да славите со 3-0, 25-18 во првиот, 25-14 во вториот и во третиот сет 25-21. Најефикасен надпреварот беше Магди Задмарт со 19 поени, 10 за Багаев, по 7 Алексов и Стојанов, 4 за Гомес, 3 за Арсов, 2 за Мирашчиев и 1 за Ристоски. Во тимот на Работнички 9 поени за Бошков, по 6 Болано Звера и Лазарашвили, 3 за Јовановски, Новојски 1 и тоа е премалку за Работнички да може да се надева на нешто, затоа останува на 6-то место на табелата со 8 победи и се уште се разбира со шанса во трката со Шкенди и со Универзитет во Тетово да влезе во полуфиналето од разигрувањето. Штипјани имаат биланс 14-1 како Струмица, но се втори затоа што имаат освоено 2 бода помалку во оваа надпреварувачка сезона, но во дербито со Струмичани ќе играат на домашен терен во март и ќе се надеваат дека во разигрувањето, во полуфиналето и во финалето ќе имаат почетната предност, односно ќе тргнат од првата позиција. Почитувани гледачи, тоа е се од овој пренос во Штип. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам во името на македонската телевизија и на екипата што го реализираше овој надпревар.